Нема кратка пауза, почнуваме веднаш ние со емисијата Очи во очи. Почитувани, добре дојдовте, ви посакуваме те и добар ден. Ќе продискутираме за една работа која што туку се случи, која што туку заврши како процес, а имено можеме да почнеме и вака. Имаме ли што е заедничко помеѓу Европската Унија и нас како земја, Македонија? Па да речеме, имаме еден куп стратегии. Стратегии правиме откако знаеме за себе, да речеме стратегија за борба против корупцијата, а резултати, не знам, вие какво мислење имате, такво, но стратегии имаме. Сега слично и Европската Унија, и тие се преполни со стратегии. Еве, во случајот зборуваме за оние стратегии за проширување на ЕУ, но некако со проширувањето на вистина тешко оди. Ова паралела, колку да го разјасниме тоа дека тоа што денеска стратегијата за проширување на ЕУ беше на агендата токму на Европскиот парламент, не е нешто што е ново или што за прв пат се случува. Овие извештаи, односно вакви стратегии за проширување, тие постојано усвојуваат. Постојано, велам ми, наназад со годините, онака летимично како отворив, кога станува збор за Западен Балкан, не е сега 22 и така натаму, 2009 Европскиот парламент усвоил стратегија за проширување, и тоа токму резолуција која ги опфаќа земјите на Западен Балкан, интеграција и слично, па еве каде сме. Значи, преполни сме со стратегии, прашање што со резултати? Добро, но што е различно? Па различно е она мислам, што е различно со оваа стратегија сега. Повторно, идентичноста помеѓу Македонија и ЕУ, а тоа е што постојано имаме Значи, најновата наша стратегија за борбата против корупцијата е сега направиме. Така и нивната, најновата стратегија за проширување е сега ќе прошириме. Така да, еве, да подискутираме за ова. Значи, денеска на агендата на ЕУ парламентот беше оваа стратегија за проширување и токму на таа расправа околу неа еврокомесарката за проширување Марта Кос стриктно, директно кажа дека нема да дозволи да се приклучат земји кои би можеле да ги подкопаат вредностите на ЕУ или нејзините институции, или како што кажа, нема да дозволиме приклучување на токсични земји. Цитирам, нема тројански коњи, земјите што би не подкопале однатре не може да станат членки на ЕУ. Ова со која цел го вели, продолжувам, значи, тука е директна. Затоа велам, ова треба да биде и за нас јасен рецепт, така да се каже, што се очекува од нас или што можеме ние да очекуваме од нив. Цитирам Кос, значи понатаму вели, мора да бидеме апсолутно сигурни во тоа дека нема да не подкопуваат однатре, а земјите кои се приклучуваат кон ЕУ мораат да бидат силни и отпорни демократии, значи мораме да бидеме такви, способни да се спротивстават на токсичното влијание на Русија и на другите. Значи, сега веќе не е или сте со нас, или сте против нас. Туку треба директно да се спротивставите на Русија и други влијанија. Не само или си со нас, или си против. Ако не си со нас, против си. Туку мораш да си директно против другите, да си спротивставен, Русија и останатите, инаку си токсичен, или барем така изгледа ова. Мислам, се засилува, се градира повеќе. Не е тоа како што досега беше. Немој ништо да зборуваш, па може да поминеш. А ако зборуваш спротивно од нас, тогаш си против нас, барем молчи. Не, сега мора да се спротивставиш. Имено токму тоа, еве, повторувам, велам, цитирам, земји способни да се спротивстават на токсичното влијание. Како и да е, значи, по таа расправија, непосредно пред оваа наша средба во Европскиот парламент е усвоена оваа стратегија за проширување со 385 гласови за, 147 против, значи мнозинството за, и 98 воздржани, вкупно 630 гласа. Сега, значи, во таа стратегија се повторува дека проширувањето на ЕУ е
стратешки одговор на новата геополитичка стварност. Акцентот е војната. Сеедно, тој конфликт, ако е конфликт Израел-Палестина и ова сега Иран, и ова може да е конфликт тогаш. Русија-Украина. Или ете како Русија го нарекува специјална интервенција, слично како што и САД, ова со Иран или другите нивни, како велат, интервенции. Но, значи, дека ова е одговор за сигурност и стабилност на ЕУ, која се соочува со, значи го пренесувам ова, која се соочува со руската агресија врз Украина во големи размери, со кршење на граници, со хибридни напади, со други непријателски акции, така што во овој документ се потенцира дека проширувањето е обострано корисно и за сегашните и за идните држави членки. Се нагласува политичката ургентност од демонстрирање на активна посветеност на ЕУ во процесот на проширувањето и се нагласува, еве уште еднаш, значи затоа ви спомнав токму практично идентичните зборови и во резолуцијата од 2009 година, се нагласува дека иднината на Западен Балкан, со таа разлика што ова сега е додадено, освен Западен Балкан, Украина и Молдавија е во ЕУ во согласност со тежнењето на народите на тие земји и пристапувањето е клучна алатка за траен мир, демократија, владење на право, темелни права за поттикнување на регионално помирување, стабилност и повторно, еве го на КОС, за заштита на земјите кандидати и соседството на ЕУ од, како што е наведено, цитирам, злонамерно странско мешање, особено од страна на Русија. Се поздравува напредокот постигнат минатите години и ова е, значи, ова поентата во првиот дел од темата од тука извлечена, значи, се поздравува напредокот на земјите членки во последните години, поради што проширувањето на ЕУ станува веројатно, се зголемува веројатноста за проширување во ЕУ во блиска иднина. Така да, ете, веројатна евроинтеграција во блиска иднина. Но, ако, понатаму во документот, се потенцира, се продолжи со коригирање, односно со напредокот, кој е клучен, затоа што се потенцира дека владењето на правото стагнира, има недостатоци, процеси по однос на реформите на правосудството, борбата против корупцијата и така натаму. Така да, значи, тука се потенцира дека земјите кои се во процесот на проширување се поттикнуваат да продолжат одлучно да ги спроведуваат потребните реформи на правовремен, благовремен начин и да остварат опиплив и неповратен напредок. За да, ете, како што кажам, за да за возврат, ете, ЕУ проширувањето стане што поверојатно во блиска иднина. Така да, ете, колку што можев накратко, имајќи предвид дека што туку е усвоена оваа стратегија и имајќи го предвид времето пред нас, она што се порачува, кои се клучните пораки во ова и дали тоа, ете, нешто менува. Значи, ова е она што накратко пишува воопшто и што се однесува. Така да, каде сме по однос на тие евроинтеграции? Дополнително на ова само ќе додадам дека денеска се одржа и годишно собрание на МАНУ, на која не присуствуваше државниот врв и на која помеѓу другото се констатирани слабостите со кои се случуваме, односно констатирано е дека во нашето општество е се уште присутна јавна генерална партизација на администрацијата, но и во другите државни институции кои треба да бидат независни и дека ваквата ситуација ќе потрае, а при тоа со ваквите слабости, како што председателот на МАНУ истакна, со ваквите слабости процесот на преговори со ЕУ ќе има директни последици врз нас, односно ќе се соочи со тешкоти. Така да, еве, каде сме ние со тој напредок, со она што се бара од нас, за да, и тоа како неповратен напредок, со
отворено спротивставување на сето она што е токсично за ЕУ, за да добиеме некоја во блиска иднина веројатно зголемување на веројатноста за проширување на ЕУ. 60-91-92-4925, повелете, еве да почнеме. Добар ден. Повелете, да, добар ден. Се слушаме, Се така? слушаме, повелете, да. Европска стратегија Марта Кос ја треси Европа. Не сме Македонија да влези во Европска унија. Ќе ја снема Европска унија. Код Македонија се треси Европска унија, никако македонци да... Усади македонци нема, се извинувам. Северни граѓани не смеат да влезат. Граѓани на Северна Македонија, да, добро. Северни граѓани сме, нема македонци. Да, добро, граѓани, да. Не го знаат, ама му стоит за вратот и не им текнува да го повторат и да го кажат дека сме северни граѓани од Република Македонија. Тоа го направа. Сега се тресат, ако влезиме, распад ќе биде Европска унија. Се тресат од нас. Таа Европска унија. Ја не знам руководството на Македонија да се испрати и им кажат не ни требате, ќе се завртиме со некоја држава, ќе преживееме. Уопште, но што не третираат, но што им личиме ние. Луѓе сме ли што сме? Што се плашат од една шаха луѓе, од еден грд? Кого не ги примија овие денеска што од Тревлинка што ги погребале за Втора светска војна? Без да ги прашаат кои се, што се и какви се и што зули би правиле. Ние ги примија за тие сега да не дозволуваат ние да влезиме тамо. Тоа е Европска унија, да се застрамат. Ако има некои политичари таму како Марта Коц е води Европа, не знај 2 и 2 колку се. Земете си како и други бугари што правиле за Втора светска војна, што ништеле такви ви требаат вас таму. Ви требаат честен, поштен, мирен. Ви благодарам. Поздрав, добар ден, повелете, кој ни е следен? Добар ден, убав ден. И вам убав ден, добар ден, повелете. Прво нека почиваат во мир сите оние кои што денеска на денешен ден се погинати во Требринка. Сите ние сочувствуваме со нив, а нека има спокој и мир. Ајде вака сега. Прво Европската заедница, ние треба да идеме сега постапно. Ние сме дел од Европа, ние нам местото ние меѓу европјаните и треба да бидеме дел од таа Европа. Ја не би се сложил вака како што претходниот дискутираше. Ние треба трезвено за све да размислуваме, да ги одбереме нашите прави потези и треба да да се бориме да бидеме дел од таа Европа. Еве се Европа правеше инати ево оно, Европска унија, даде виза дека треба сите ние да бидеме што се вика дел од таа Европа. Молдавија, Украина, Македонија, цел Балкан, да речеме, но тука нешто има но. Ние треба сакали или неќе да довршиме нашата работа. Ние имаме билатерални работи кои што не ни се до крај зарешени. Ние сакали или неќе. Ние можеме да водиме инат колку сакаме и се, но треба да бидеме мудри, треба да бидеме способни и свредни, значи да го најдеме правиот клjuč и да го, што се вика, да ги тргнеме сите тие бариери и што се вика со еден збор. Ден порано, уште поарно, значи да влеземе во таа заедница, што се вика со еден збор, да се слушне и гласот на македонецот. Доста македонецот, што се вика со векови, не со години, со векови беше понижуван, поробуван, непочитуван. Значи секој на свој начин го угнетуваше македонецот, не му дозволуваше да оди напред, не му дозволуваше македонецот што се вика да ги каже своите вредности. Ја мислиш дека сега е веќе ова вредност која треба да ја почитуваме и треба што се вика со еден збор да ги искористиме. Благодараме, поздравувам и така, да, во документот се нагласува и не само на едно место дека иднината на Западен Балкан, Украина и Молдавија е во ЕУ. Што стана со Грузија? И таа беше претходно, па и беа оние демонстрации, па про-ЕУ, анти-ЕУ, еве гледате сега во ова најнова стратегија ја нема.
Грузија. Тоа не мора ништо да значи во смисла како што и досега од тие стратегии на нас за 20 години ништо не станало по однос на Македонија или овој дел на Западен Балкан во смисла на проширувањето. Не мора да значи ниту ова, пишало, не пишало. И да не пишале во изминатите 15 години, не сме влегле, сеедно. Како што еве не пишуваат 15 години, па сме влегле. Или Украина не ја пишувале предходно, па еве сега одеднаш. Дали тоа значи кај ќе влезе или може само да почнале да ја ставаат во овие стратегии, стратешките резолуции. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме ли? Повелете. Така, јас викам се слушаме ли. Да, одлично ве слушам, повелете. За да одеме Европска унија, треба животниот стандард да го подобриме. Така, демократија да уведеме, демократија, инвестиции, работа, животен стандард, значи плати да има. И под уставно име, како што сме сега македонци, Република Македонија, како што беме и во време на СПР. Значи, овие предавници што сакат само да се оде, тоа се се задача извршуваат на СДСМ. Да се оде само да се смени устав, тоа е више капитулација. Тоа е само да не постоеме. Ево ова е Вејлу, дури вика да се бришат буквите на ВМРО. Цела македонска нација е навредува. Буквите ВМРО е формирал Македонија. Още пред турско време. Али на него му годе некој интерес да видат джабе што зборат, да се проверат, што критикуват, преданици да ги поддржуват, да ги проверат што имат лични интереси северџани тука, од луксовисти така. И народи ви кажа истина, и на локално, и на парламентарни избори, дека ВМРО е партија, граде, се сериозна, грижи се за држава, за се што е македонско. Дури понуди сите пратеници да формират влада, само економите да подобрат, не припана. Значи да ние да растурат, да ја уништат држава, да се лично се збогати и никој да не е на власт. Како вие северџаните задачени се представија, се Вејлу, Лукче, Раде, потпороли. Не знам кои се тие за кои зборувате. Потпороли, треба да се проверате вие што граѓанско мислење делат. Значи, ВМРО е значи, работе се одделате сега да. Грижи се за државата, градени. За Европска унија треба да се поду името Македонија, република, не Северно Македонија. Граѓани од северот сме пишале. Така, да. Некој здруженија на граѓани, партија политичка, што ли. Добро. Повелете, добар ден, кој ни е следен. Добар ден, ако се слушаме, повелете. Сега вака се зборувам и со јас. Да, ве слушам, кажете. Овој првиот гледач најдобро кажа што е борци. Аха. Значи, нас не ни тебе Европската унија. Нас ни тебе братска Русија. Русија има газ, Русија има нафта и после сите земјоделски производи ќе ни одат во Русија. Кога се почнеме од делките па до виното. Од кавара се јавувам ја. Значи, подхитно во Сотино млади ќе избегат сите во Европа и ќе останат само старци. А овој Трајко што се јавува од Шип, тој е неписмен човек. Значи, мозокот не му работи на тие Трајко. Добро, дајте со такви... Тие глуевски такви проблеми направи со да се доискажат со Скопје 2014. Значи, до ден денеска, таа урбана мафија, граде станови, по 5 стана тие министри купуваат, по 10 и судии. Значи, такви проблеми тие глуевски не направи за тоа. А Орбан, му честитам на Орбан, што здраво му застана и му кажат дека ние немаме море и мора да взимаме од Русија нафта и газ. И Србија исто за тоа го прави, па Србија е 10 милиона етни пазар. Во Сотино сите млади ќе избегат и ќе остане само старци во Македонија. Поздрав и пријатно избор. Благодарам, поздрав до вас и ете, ве молам, внимавајте како се изразувате, сега еве мораме да ги оладиме главите малку со еден блок реклами, за да потоа се надевам продолжиме како што треба. Реклами.
Еве сме назад во емисијата Очи во очи, дискутираме за што туку усвоената нова стратегија за проширувањето на ЕУ од страна на ЕУ парламентот. Во кој ова и тоа како битно и по откако ќе ви го кажам секако оставам само на вас, затоа што навистина и текот на разговорите може да го смени. Во која стратегија се нагласува дека регионалната соработка, особено на Западен Балкан, е предуслов за пристапување на ЕУ, а помирувањето кое води кон добрососедски односи е клуч на успешно пристапување кон ЕУ. Како и дека ова е она битното. Преостанатите билатерални прашања помеѓу ЕУ и земјите кои не се членки на ЕУ би требало да се решаваат билатерално, во склад со меѓународното право и дека, директно преведувам од англиски, уште не беше објавено кај нас, па може имам некои, велам, во падежи. Значи, во согласност со меѓународното право и дека не би требало да се користат за блокирање на проширувањето. Што значи тогаш ова? Ете, оваа нова стратегија. Дека не важи веќе францускиот договор. И дека, односно, дека нема да важи, и дека билатерално со Бугарија или со која и да е земја членка на ЕУ со кои имаме билатерални недоразбирања, ќе ги решаваме билатерално. Или за нас нема да важи тоа. Ако не важи, зошто го усвоиле ова? А па да, реков за сличностите помеѓу ЕУ и кај нас. Како со ова, ќе се поскапат цените, откако ќе поевтинат, ќе останат поскапи на дериватите. Па сега има гориво, купувајте, иако е цената пониска на светското тржиште. Така и ова. Донеле стратегија, а за нас веројатно нема да важи ова. А во стратегијата директно гледате, значи, преостанатите билатерални прашања помеѓу ЕУ и земјите кои не се членки треба да се решаваат билатерално, во согласно со меѓународното право, а не да се користат за блокирање на проширувањето. Повелете, добар ден. Здраво. Здраво, се слушаме, повелете. Виде вака. Да. Им се случи Трамп. Трамп е у нокдаун во Иран. Да? Не знае кај му е глава, кај му е задница и сите тие работи. До толку е отидена Америка, значи до толку. Јаде човек како некој прашинар таму по Иран, што нормална работа за Иран. Па, по однос на јавното мнение во САД, навистина, повеќе од половина се против. Сега. Да. За нив таму во Америка многу не ме занима, тие се данъчни обврзници, со тој данок што го плаќа таму и на оружањето го плаќа со лупа по Иран таму. Јас сум за Иран, да ти кажам искрено, јавно се декларирам дека Иран го поддржавам со сите сили. Ќе речи некој, муслимански свет, ова не ме занима тоа, мене ме занима кој си леджијат. Види вака сега, значи Европска унија наврат на нос сакаат да не внесат внатре, бидејќи овдека се појавуваат вакви типови како мене, све повеќе и повеќе проруски ориентирани. Оној човек Америка што гледа... Ама сега мора да се спротивставувате на Русија. Кој бе да се спротивставува? Па тоа е услово, тоа е дел од овој документ. Готово е, оваа влада ќе падне одма ако почне да прави некои обструкции против Русија. Нема тројански коњи и подкопување одвнатре, туку директно да се спротивставите на токсичното влијание на Русија и другите. Нема опција, знаеш како се укаша, да не кажам у која каша се. Немаат поима каде се заглавени. Да нападнеме на Русија, како Трамп евентуално, да се спротивставиме. Нека се напаѓаат они таму, нема нашите сонија да даваме. Како да се спротивставиме, не знам. Како ги на Европска унија се спротивставуваме, нема влегување, бе. Како Европска унија, какви баклачи, уценувачи си леджи, сега, као се правеа со американците се у лоши односи, ствари се они у одлични односи, ама губат на сите фронтови. Поздрав. Поздрав до вас, до слушање, добар ден, повелете. Повелете се слушање. Можете ли тонот да го намалите, имаме ехо, фонија, повелете. Не знам по втор пат ми го кажувате ова, дали е до мене. Не знам да нешто денеска само се случи. Повелете, ајде имате. Да, сега е добро, сега е добро, одлично, да. Почитувам водител. Кажете, да. Моje мислење. Нашата татковина Македонија е приватна својина. Моje мислење. Меко Мусколестиов, чизма,
Јас се разочарав, мислев ќе кажете на народот приватна своји напада сме добро. Не, сега ќе ви кажам. Да, слушам, добро. И други 2-3 тројца околу него. Почитувам водителу, едно нешто, ако ми кажете дека е овде решено во знаење и согласно со народот, многу ќе сум ви благодарен. Што е тоа што е решено по желба на народот? Тоа е само по желба на диктатор. Ние сме заробена држава. Поточно, и вие замерете ми, партиски на ДПМН, што понатам? Смешно. Се јавува тука Марта Кос не знаела 2+2. Марта Кос, почитам водителу, живее во рај држава. Словенија. И таа Марта Кос за него е поим, авторитет. Пред крајов на емисијава, кој како се стреми за влез во Европска Унија, да прели раскол Робусниов, наш политичар, ќе го врати името, ќе поништи договори, па ете ти шанса. Сега, кажи една за секогаш не. Луѓе, еве ја Приштина 70-80 километри. Поверете, одете до Приштина, да видите што е живот, што е демократија и што е разбирање. Благодарам. Ви благодарам и поздравувам, но во врска со тие влијанија внатрешни партиски, политички, кажав и еве ќе повторам, токму денеска се одржа и годишната конференција на МАНУ, на која академикот Живко Попов истакна дека имаме присутна генерална партизација во администрацијата и во другите државни институции кои треба да бидат независни. И дека, за жал, ваквата ситуација трае. И поради ова ќе се соочи земјата со процесот на преговори со ЕУ. При тоа укажа и дека партизацијата има директни последици врз правосудниот систем. Еве, значи, ова е, велам, директно од ова денешно годишно собрание на Академијата, на кое спомнав дека државниот врв не присуствуваше. Сега и тоа е своевидна порака, дали ако присуствува некаде, дали има влијание, ако не присуствува, дали нема, дали слуша или не слуша и каква е ситуацијата. Или може би ако не биле, овие се независни. Ако биле, па ќе би биле зависни, веќе се е испреплетено. Повелете, но го отежнува тој ЕУ пат секако. Повелете, добар ден. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Па ако решиле Франција и Германија, нашите душмани, Украина и Молдавија да ги примат, ќе прават овдека циркузи, приказни ќе раскажуваат, ќе прават ескузии за да овие Западен Балкан колку се пече земји да демек да се извадат. Значи, ќе повторам по илјадити пут за да ги разбудам овие што уште спијат. Работата е многу едноставна. Германија и Франција имаат една цел, заедно со сатанистите од Запад, кои ги командаат, кои ги поставиле председатели, премиери, све, да уништат православна Русија, Србија и Македонија. И додека не ги уништат Србија и Македонија со внатрешни предавници, како што беа овие од СДС, и како што сега фрлат билјарди да го срушат Вучич, и потоа Косово и Војводина да ги одвојат од Србија и Крајина, да ги скараат со Русија и Украина, а насов дека да не поделат на голема Бугарија и голема Албанија, никој нема да влезе во Европска Унија. Сватите го тоа, луѓе. Не смееме да дозволиме со гаранции да го менуваме уставот. Само со одложено дејство. Тоа значи откако ќе влеземе во ЕУ, како што зборував ако памти за името, дека така треба да правиме, тоа значи на светиникат. Значи треба едноставно да не попуштаме. Референдум за враќање на името, поништување на тие предавнички договори, предавниците од ДСДС, сите пратеници што гласа заедно со тие 8 што беа уценети од ВМРО, едноставно сите тие да одговараат за веле предаство, а Уставниот суд да го врати името назад затоа што противуставно беше сменето името без подпис од председателот Иванов.
Ви благодарам. Поздрав, повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Но не е лошо да имаме еден конкретен став, а кој ќе биде токму како што е овој на ЕУ сега во оваа стратегија. Значи, веројатност за ЕУ проширување во блиска иднина. Може да се зголеми таа веројатност, зависи од тоа каков напредок ќе имате и така натаму. Па сега вие толкувајте го тоа како мислите. Повелете, добар ден. Добар ден. Ало? Да, повелете, добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушам. Види, Исо. Да, кажете. Украина и Молдавија испунува сите услови за влез во Европската Унија. Аха, добро. Молдавија има, Преднестровје има сите белези на нова република, која не комуницира со останатиот дел на Молдавија, а тоа е 1/3. И они чекаат сега да заврши војната во Украина да се приклучат кон Русија заедно со Приднестровје како република и Одеса. Значи Украина ќе биде изолирана, нема да биде поморска земја више. Второ, Украина е растурена земја. Границата нова ќе биде на Днепар тамо. Меѓу Русија и Украина, оној дел што ќе остане, да. А во Валавов ќе има две америчка и руска база и они ќе управуваат со западниот дел тамо што. Тоа е договор меѓу Трамп и Путин уште на Исланд. Сега, ние да Македонија да граничи со Русија, одмак ќе не примат. Да граничи со Русија. Да сме католици, ќе не примат. Во Европска Унија никој нема да влезе. Останува Албанија, оние сметаа за муслиманска земја, нема да влезе никогаш ни Косово, ни Србија, ни Македонија, ни Босна. Не знам зошто ја сметаат кога е доминантно католичка. Ама они така рачуна и нема тука вероисповедање е важно. Така да не се надеват, некој вика, ќе не превари Косово, ќе не превари, нема да влезат бреше, да разбирате ли. Европската Унија е фашистичка. НАТО е најголемиот фашист кој видите што прави во Иран, уништија луѓето во Иран, уништија луѓето во Палестина. Тоа ли е демократија? Ви благодарам, поздрав, повелете, добар ден. Добар ден, господин Исо. Се слушаме, повелете, да. Поздрав до вас и поздрав повелете. до вашите гледачи. Повелете. Не ми се допаѓаат вакви говори, меѓутоа тоа е. Мислам, ние сме земја во НАТО, а НАТО се фашистичка или Европска Унија е фашистичка, мислам дека далеку е тоа. Далеку се од вистината. Јас не сакам никогаш да реплицирам на никого, меѓутоа морам да го кажам ова, бидејќи не е добро за нашата држава. Нашата држава е малечка држава и сега и претходниот кажува дека Русија, Србија, нема тој оска. Види господин Исо што кажува. Вие што го прочитате, тоа треба условите да се исполнат. Потоа, зар нема да биде подобро ако се почитува правото, ако медиумите работат не по директива, ако работат по правото, по законот и по вистината, да зборуваат да кажуваат вистината. Значи медиумите, имаме медиуми кои се партиски. Тоа ќе отпадне тогаш. Зар не е добро тоа секогаш да се стремим кон убавото? Пример, Марта Кост изјавува, мора да бидете отпорни на токсичното влијание од Русија и другите, значи, од другите земји се спомнуваат да Србија, сега Србија сакаат да влезе. Тоа, значи, токсичното влијание од Русија. Не сакаме во НАТО, господине, тројански конј во Европската Унија. Така изјавува Марта Кост. Да. И тоа е точно. Јас да ви кажам, господа, за нас не е тоа, прije што се јавуваме за Европска Унија, НАТО сме земја. И оваа влада што вие ја поддржувате, а сега зборувате така, го почитува НАТО, затоа што мораме да го почитуваме, ние сте околу нас НАТО, господине, и Албанија, Бугарија, Грција, овде само Србија, овде кај Косово и во Косово има НАТО. Само Србија мал дел не е НАТО, сите сме и ние сме во НАТО. И така да зошто зборуваме нешто што нема врска, нема потреба. Дајте луѓе да се реши овој проблем и да се влезе во НАТО за малите, за вас, и вие сте помлади од нас, за вас и за децата
Така, благодарам ве, поздравам и во овој документ, во оваа стратегија, спомнав, ќе кажам уште еднаш, се истакнува дека одлучно земјите, се мисли земјите кандидати членки, да продолжат да ги спроведуваат потребните реформи на правовремен начин, а КОС исто така додаде во рамки на ова што ете и вие го спомнавте тој контекст да не има подкопување однатре. Токму не само, значи тоа е прво, како што вели таа, мораме апсолутно бидеме сигурни дека нема да имаме земји кои би можеле да ги подкопуваат вредностите на Унијата однатре. Но потоа, тоа и во стратешкиот документ, се реформите. И КОС тоа го истакнува секако, значи се инсистира на владењето на правото како клучен приоритет кој неизбежно го зајакнува кредибилитетот во процесот на проширувањето на ЕУ. И дополнително велам, во документот се нагласуваат тие барања одлучно да се спроведат неопходните реформи и поединечно се наведуваат секако и борба против корупцијата и така натаму. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Исо, како си? Добро, благодарам, ве поздравувам, повелете. Одамна не сум се слушал. Знам, ете, баш се радувам што се слушаме, што се добро. Предходниот слушател од Карпуш, што се јавил, мислам дека од Карпуш се представува. Голема Албанија и голема Бугарија. Па не може и едно и друго да бидеме. Тој стално е СС и клучо му има главата. Па дај прекини го една за секогаш. Една за секогаш. А кај ќе бидат апатите од Венес? Па тоа е ни голема Албанија, ни голема Бугарија. Па само тоа. Па не уопšte да ти е мило и тако да го слушаш на контактите емисии. Бидете поздравени и благодарам. Благодарам, поздрав. Повелете, добар ден. И со едно мало Да, кажете, повелете, да. Еден рече дека 2 и 2 не знај, сум рекол за КОС 2 и 2 не знај. Грешив. 2 и 1 не знај колку е. Па сега билатерално ќе се решавале тие што не се во Европска Унија, така? Да, па тоа е во овој документ, така. Добро. Што не мешат сега со овие во Европска Унија? Што имаме со Бугарија да разговараме? Тоа прашав, да, значи. Што имаме? Билатерални прашања помеѓу ЕУ и земји кои не се членки на ЕУ треба да се решаваат билатерално во склад со меѓународното право и не треба да се користат за блокирање на процесот. И што не мешат сега со Бугарија? Нека кажат. Што туку е усвоено ова, еве сега да видиме, можеби ќе се Европа или ќе кажат не важи ретроградно. Така. Нека кажат и сменете го полот. Изајте по едно око. Од рацете и сечете по 2 прста. Од нозете палците и сечете ги. Тоа ќе го направиме. Друго што треба да направиме? Името го смениме, се смениме. На која друга држава во Европа вакви услови поставува да менјават? Да се разобличуваат? Една нека посочат. Бугарија е катастрофа. Кој не бил у Бугарија не знај. Та не е за Европска Унија. Не начека нас сега и не делка како што сака. Плаќа. Огромни средства плаќа Бугарија, ова што ни го прават. Тоа е. Глигоров Карабар беше кажа колку грците му давале. Овие не смеат да кажат. Со торби пари носат само нас, тие бугарите да станат македонци, да станат православни. Татари се и крај. Тоа е работата. Тука е проблемот кај ни. Добро, благодарам, повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Ало? Да, се слушаме, повелете. Се слушаме со? Да, поздрав до вас, повелете. Добро, благодарам. Абе, оваа тема е, знаеш, и главна тема, да речем, кај нас.
секојаш не е На тоа, да, кратко е времето. Да, види, поготово сега што, како се вика Европска заедница, таму собранието нивно, а одлучила демек да ги го омекне малце условите, ама види, 300 и кусур гласале, а 100 и кусур не гласале. Да, 147 против, 385 за. А Советот на ЕУ дава решение. Значи, следниот е одлучен момент. А ги гледаш бугарите двајцата одма рипна, што ги погаѓа. И ја да ти кажам искрено, ние треба вака да си сватиме, дека треба да се искористи моментот. Ние сме решили дека таму треба да идеме. Овие приказни лево-десно, тоа се глупости. Таму ни е патот, тука сме територијално и економски соработуваме и таму треба да си го најдеме местото. А ова што сега ние, те овие биле, те оние биле, батали тоа, ние мораме, Европа не може да ја не верувам дека они консензусот ќе го скинат, знаеш? Ако го скине консензусот, то нема да постои, он е као федерација. Замисли да дозволи гласови да има таму против. Никош нема да биде нешто. А и обемен процес е тоа, треба всушност нивниот устав да го отворат, а со сите членки да се не сум за бугарите, знаеш. Абе дај пиши таму кај другите, ако рипа многу, после ќе го скратиме, така ли? Па ќе речеме, неќеме, видиш нас не предовте и така натаму. Треба да се искористи моментот, пошто Европа има стратегиски проблема и ние имаме. Дали ќе бидеме во Европа или ќе бидеме таму со исток. Сите сакаат Русија. И ја ги сакам русите како славјани. Лично, да речем. Ама што ти направил за тебе? Ништо. Ама немој, молим те, дај да си работиме со ова што има интерес наш. Во сите што го гледаат во светот, така ли? Сите гледаат интерес. Па дај, да не види. Ви благодарам. Поздрав, повелете, добар ден. Исо здраво. Здраво, повелете. Една мала критика. Кажете, да, повелете. Ево и предходи кој што се јави банкарот со реплики, ве молам друг пат да му кажете, ова секоја втора емисија му се дешава, реплики, ќе му кажете у четврток има слободни теми и нека се јави. Нека не остави малци нас. Не од Сабајле, не една телевизија, на друга, кај вас овдека толку за него. Добро. Видете вака, значи ево парламентот ја усвои стратегијата за проширување на ова. Да, на ЕУ, на така. Да, па види, и слушајќи ги предходните, тој што збореше за Албанија, дека нема никогаш да влезе, дека била муслиманска или исламска, не знам, држава. Добро му рече ти дека никој не гледа дали е таа или таа. Значи гледа само дали ги исполнува условите за таму. И јас да му кажам дека до 2028 ќе влезат двете, и Албанија и Црна Гора. Црна Гора, мислите. Така, да му кажам уште ова. Нели рече еднаш нашиот овој премиер дека ќе седеле на столчето таму у Брисел, у Европска. А знаеш што му порачале? Ти можеш да седиш дома и на тераса, а не можеш без да учествуваш у диалог, у расправа, у ова ти не можеш ни таму ни да седиш, ни да посматраш. Така да не ни се знае, не ни се иса, стварно не ни се знае ни кај ни е крајот. Ова е лудница. Значи, и толку ни соли памет, дека ќе седел он на столче таму и ќе слушал што ќе разговарал исто Трајко, Станко, Јанко. Не ќе си седиш дома и ќе дадеш предлози она ние што ти ќе го усвоиш, она ние што ти предлагаме, за да седнеш, за да преговараш. Толку убав ден, Иван. Благодарам, убав ден и вам. Повелете, добар ден. Повелете, кој ни е следен. Добар ден. Добар ден. Повелете, се слушаме ли? Да, се слушаме, повелете. Слушай, да кажам. Ајде, кажете. На вие продадени души, разбираш. Добро, но вие втор пат се јавувате, или? Не кажуват дека треба да се мене име, јазик, историја, Македонија. Но мислам дека втор пат се јавивте веќе. Така, ова ви е втор пат. Да оставиме, ајде некој друг нека се јави, еве, токму и укажувања на кои ете и јас постојано велам да одбегнуваме поводи за реплики, за да имаме повеќе, повелете, добар ден, повеќе нови размислувања. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Да, повелете, се слушаме. Ве поздравувам. Исто така, повелете, да. Ај, ако сакате исто таму во редакција, консултирајте ги тие со телефониве, реклама некој чека, го исклучуваат и после тоа ќе бараме ние по телефони. Малку нека се прибират. Ово е веќе трет пат што прават така. Не е убаво за гледачите.
Ајде сега на темата се надоврзам. Еве ќе му кажеме на пред и на другиот, и на петиот, и на шестиот. Ни Албанија никој нема да влезе во Европска унија од Балканот. Не поради тоа што се муслимани, православни и ред други работи. Не влегувате. Еве, да ви биде јасно на сите дека во Европа нема да влезете. Така ќе ве влечат како Турција и ред други работи. Државата ни е масакар на сите полиња. Немате соодветна војска, немате соодветна полиција. Све по метари 20-18 годишно детско славејче полицајци. Завршил средна школа земјоделски или келнер, го ставиле полицајски ти чита закони. Неписмени и ред други работи. Да не говориме. Мислам, не ово го говорам општо за народот, не за мене. Мене многу ме гајле. Ништо не ми може. Нека слуша и министр за внатрешни работи и председателката ако сака. И треба да е јасно дека у Европа нема да улезе. Ни Албанија, ни Македонија, ни Србија, никој нема да од Балканот да влезе. Ги затвораат преговорите Црна Гора и така веќе. Црна Гора може само докаче мачко репу. Нема врска тоа и со верувај. Еве ќе видите Мислам, понатаму. по кој основ нема да ги примат, ако завршат со преговорите, затворат се. Се тоа мачкање очи. Мислите ќе се најдат причини, поводи? Да. А па за Македонија да не говориме. Најлопоска држава. Од министрче до чистач. Верувајте дека тоа се небулози. Благодарам ве, поздравувам и сигурен сум секако еве и сега и во тоа уште посигурен сум дека ќе ме уверат од техниката дека немало ниту сега ниту порано какво и да е наменско исклучување, што не значи дека од технички причини не се случило нешто што е сега со оваа во дигиталната ера, па и телефонските линии се такви некако и полесно да се направи, да се случи како што велат паднала врската, интернетот паднал и не функционира. Јас не можев во маркет леп да купам вчера со картичка, немало интернет. Така да велам, секако нема ниту зошто, ниту повод, ниту причина, но не значи дека не требаете да работиме сите за да се подобрат работите, такви ситуации да има што помалку и што поретко најдобро воопшто. Благодарам за добрите разговори, за разбирањето и сериозноста по однос на овие сериозни теми и ви посакувам пријатно позитивно расположение во ова попладне во средината на неделата. Довидување.